Се наоѓам во Капитол каде што се одржуваше прво априлскиот маскенбал кој што го организираше Евана, нормално по повод 1 април, денот на шегата, и по повод 2 април, роденденот на светски познатиот автор на детски нормално бајки Ханс Кристијан Андерсен. Како сте задоволни од одзивот на конкурсот, нели, за првоаприлски маски? Да ви кажам искрено, воодушевен сум. Вчера прегледавме повеќе од 150 маски кои пристигнаа на нашата веб страна, значи како апликации, маски кои се бореа за наградите. Меѓутоа овде денеска видовме можеби повеќе од 200 маски, затоа што настанот е отворен за сите оние кои сакаат да учествуваат, да се забавуваат. И навистина кога ги видовме маските во живот, тие беа уште побави. Наградивме 10, навистина беа стварно убави, инспирирани од првите детски книги, рачна изработка со помош на родителите, бабите и дедовците се вклучиле, така да навистина имаше што да се види и навистина овој настан заслужува секаква пофала. А сега ќе одиме да ги погледнеме дел од најубавите маски кои што беа и наградени со таблети. Кој си ти? Обеликс. Обеликс. Ти убав? Шечерното дете. Едното дете. Волшебникот од Оз. Волшебникот од Оз, мадам, се извинувам, вие која сте? Јас сум Малефисент. Малефисент и? Како се вика? Штрако. Кажи ми, колку време ти требаше да подготвиш маската? 1 месец. 1 месец! И тешко беше? Па, малку беше тешко. Браво, Субав! Среќен си зашто освои награда? Да. Ке читаш книги сега на таблетот што го доби? Да. Браво! Да пукне! А вас, мадам? Малефисент. Еден од моите најомилени филмови. Кажи ми, колку време ти требаше да подготвиш маската? Па ми требаше околу 2 недели. Браво! Тешко ли е да носиш, дека гледам тешки се крињата? Па да. Да, ама се навика. Да. Така, браво! Кажи ми, колку книги имаш прочитано до сега? Многу. Многу, не се ни сеќаш ти самата? Да. Леле, браво! Ти посакувам многу среќа и успех понатаму. Волшебникот од Оз. Чекај да видам дали звучиш како железо. Динг, 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 динг. Колку време ти требаше да подготвиш маската? 2 дена. 2 дена. Имаше помош од мама и тато? Да. Да. Браво, да не ја пробуваш и тато маската да носи. Кажи ми, колку време и колку сендвичи ти требаше да изедеш за да се поправиш во? Ја направив за 4 дена и ми требаше 200 сандвичи. Леле, од 100 до 200 сендвичи му требале. Машала, видете го кол кафе. И тешко ли ти е сега да одиш ваков дебел целиот? Да. Да. А ќе почнеш да вежбаш сега за да ослабнеш? Да, секој ден. Како ќе вежбаш? Со читање книга? Да, и со трчање. Браво, бато! Си жив и здрав! И ви имаме шекерното дете кој што не смеете да го јадете. Колку време ти требаше тебе бато да подготвиш маската? 2 до 3 дена. 2 до 3 дена. А додека правеше маската си јадеше чоколади и бомбони? Да. Колку чоколади изеде? 5 или 6. 5 или 6. Ке ми дадеш една крем банана после од твојата маска? Може. Може. Со здравје да си го користиш и ти таблетот. Честитки до сите наши учесници на овој првоаприлски маскенбал кој што го организира Евана. Се гледаме назад во среќно семејство.